Почитувани, добар ден. Стартуваме со нова работна недела и онака понеделнички време е да започнеме и со најновото издание на Црвена линија. Денеска е светскиот ден на дебелина. Институтот за јавно здравје ја следи состојбата и информира дека дебелината кај возрастните е зголемена за 13,6%, а кај децата и адолесцентите за 7,4%. Споредено со последното истражување. Сега 28,4% од возрастните живеат со прекумерна дебелина, а најновите податоци покажуваат дека 30,5% од децата од 6 до 9 годишна возраст се со прекумерна тежина, а 13,8% од нив живеат со дебелина или екстремна дебелина. Лекарите алармираат дека дебелината не е само естетски, туку пред се и здравствен проблем. Како причини за гоезност ги наведуваат нездравата исхрана и недоволната физичка активност. Цените на храната се повисоки, а ние сме се подебели и подебели. Па она што ве прашуваме, дали знаеме здраво да се храниме. И сега кога ќе ве подсетиме дека тоа нема да биде единственото прашање, бараме одговори на уште едно прашање, него можете да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм и сега го кликнете онаму каде што е Инстаграм стори. Анкетното прашање за денес гласи вака: дали заради високите цени јадеме ефтина и неквалитетна храна? Имате две опции за одговор. Да, не, ќе кликнете на вашиот одговор, ќе се пресмета тоа во проценти и секако резултатите ќе се соопштат таму некаде по рекламите. Оваа дискусија секако, како и во секој издание на Црвена линија, најдраго ни е кога ја водиме во живот, токму со вас, и верувам дека ќе ви има во огромен број, како впрочем во секој издание, но секако можете оваа дискусија да ја префрлите и на социјалните медиуми преку коментари и споделувања, поточно доколку не заследите на Facebook. Нашиот профил е Црвена линија, но нашите теми секојдневно ги објавуваме на профилот на Телма телевизија на Facebook, секако и X, односно поранешен Twitter. Почнуваме со прилогот на Тамара Марковска, а потоа почнуваме со вас. Секој 10 човек во земјата има проблеми со килажата, но ако лекарите проценат, реалната слика е поинаква и таа бројка е 3 пати поголема. Обезноста го коси здравјето на граѓаните. Таа црна статистика е се поприсутна и кај децата и адолесцентите. Најтешкиот македонец има 185 килограми. Од Сдруженијето за обезност сметаа дека на оваа болест треба посериозно да ја пристапат и пациентите и докторите, затоа што предизвикува хронични болести заради кои се крати животниот век. Дебелината, односно обезноста, може да се превенира навремено со преку интервенција на стилот на животот, односно физичка активност, промовирање на здрав начин на живот. Луѓето кои живеат со дебелина се соочуваат и со дискриминација која влијае негативно врз нивната ментална и физичка благосостојба, а тоа ги попречува да побараат лекарска помош. Но сепак докторите велат дека пациентите се повеќе се охрабруваат да побараат помош, а со тоа ги намалуваат компликациите кои може да настанат. Дневно има повеќе од 30 на прегледи. Многу тешко беше да се пробие таа стигма на болеста, да се прифати како хронична болест и прогресивна болест која што треба цел живот да се внимава и да се лечи. И затоа веќе со отварање на овиот центар, нашиот прв центар во Македонија, после нас на клиника имаме втор центар, наскоро очекуваме и во детска клиника дека се подготвува за отварање на третиот центар за деца и за адолесценти. Матичните доктори навремено ги упатуваат тие што се обезни и што кажавме, на жалост со обезност класа 2, односно класа 3. Исто така пациентите што веќе имат други коморбидитети. Дебелината како хронична болест оди во пораси во светски рамки. 800 милиони луѓе широм светот живеат со дебелина, а во иднина се очекува тој број да продолжи да расте, а повеќе од половина од нив да бидат деца.
Сега е време да ги слушаме и вашите одговори, за тоа е потребно доволно само да се заврти нашиот добро познат телефонски број 02-307-0005. Секако напомене уште на самиот почеток, не заборавајте веднаш да го намалите и целосно тонот на телевизорот, бидејќи тоа се повторува, се случува некои од гледачите се уште да не го направа тоа, па се губи квалитетот на слушањето. Меѓу другото, ќе потсетам дека ако не го направите тоа, може да ви се причини и дека не сте воопшто вклучени, а веќе јавноста ве слуша. И секако уште една напомена од технички аспект, да не се зборува преку интерфон, спикерфон и така натаму. Ако сте подготвени вие, секако сме подготвени и ние. Добар ден! Добар ден! Добро, во меѓувреме, додека очекуваме да го имаме и првиот гледач, сепак ќе проговориме за нешто што денес сепак ќе повториме и светски ден на дебелината и она што лекарите се едногласни во однос на тоа што дебелината не е само естетски проблем, туку може да стане апсолутно и здравствен проблем. Она што се соочува не само нашата земја, туку како што можевме да слушнеме од прилогот на Тамара, и светската популација се повеќе и повеќе е гоезна, односно особено тој тренд се забележува кај младите, односно кај децата и адолесцентите. Она што сакаме е да ве прашаме, особено знаеме дека во црвена линија голем дел од вас се и од повозрастната категорија на граѓани. Можете секако да направите и една паралела зошто некогаш во нашата земја години наназад дебелината не беше проблем, тоа слободно можеме да го кажеме, и од година во година некако стануваме генерации кои што се повеќе имаме проблем со гојазноста, односно со големиот број на килограми. Каде ја гледате причината? Дали поради големиот раст на цените, квалитетот на животот, недоволната активност, се и неквалитетниот избор на исхрана, всушност се и според вас причините поради која што се поголем број од популацијата, ќе повторам, не само во земјава, туку и во светот, стануваат, имаат проблем со гојазноста. Добар ден! Добар ден, Тина, ако сум јас. Секако вие сте на линија. Па еве да почнеме прво, кажете ни дали имате здрави навики за исхрана? Па се трудам, бидејќи малце сум поврзан со селото, се трудам. Меѓутоа, тешко оди тоа. Еве зошто. Читам колку толку, бидејќи сум од земјоделско семејство. Замислете, едно пиле да порасти му треба 5 месеци до 6, да речеме. Еве 5 нека бидат. А сега статистички читам, например, во Словенија нидит за 3 месеци килограми по пиле. Сети тие адитиви, сите тие вештачка храна и за сите животни не прават гојазни, така речено. Значи не се храниме здраво, него тоа што ми се сервира. Не може вие, сигурно знаете и во Скопје, килограм мелено месо од Малезија во најлон пакување како црево да види 180 денари. Ајте, молам. Тоа нелогично е, килограм мелено месо. Сето тоа ова го прави па и на децата, па и на сите. Нездрава исхрана се произведува. Дали сметате дека модерниот човек се помалку е физички активен? Да, точно. Точно е тоа. Немам време, ќе ви кажев една ситуација која е точна. Например, човечкото тело порано пред 30 години побрзо ќе скапи во земјата, него ли сега. По 15 години откопајте го целиот човек во земјата. Големо благодарам што бевте првиот гледач во ова издание на Црвена линија. Секако можевте да ги слушнете одговорите од гледачот. Сега да видиме дали можеби ќе се сложите со него или пак веќе дадете сосема поинакви заклучоци. Добар ден! Ало? Добар ден, во Црвена линија сте.
Ало, добар ден, госпоѓа Тина. Добар ден, господине Златко. Еве, колку вие внимавате на исхраната и гледате да се храните здраво? Видите, јас бев едно време на студија во Енглеска, сега ќе ви кажам. United Kingdom има во тие хотелите нивни во Лондон и во Велс, со една кошара леп правеа свадба. А кај нас една кошара леп во кришки не му стига на еден човек. Значи лебот се претвара во маси, аглените гидрати. И ние сме лебарска нација. Јадеме леб со све. Тоа, исхраната е важен фактор во сето тоа. Има два хормони, господја Тина, има два хормони. Грелин и лептин, кои делуваат на внесот на хранливи продукти. И тие, ако се пореметат со овие адитиви и не знам што, хормонални внесови, кај човечката исхрана, тие хормонални дисбаланс се прави и све е наопаку. Имајте убав ден, господја Тина, и до слушање на вас и на вашата екипа на Телма телевизија. Големо благодарам, господине Златко, не само што редовно не следите, туку што и редовно учествувате во секој издание на Црвена линија, па така и во ова. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Па, вака, не само што не знаеме да се лебари сме, тоа е точно. Повеќето сме фрлени на леп, јадиме леп со се живо и диво. Така, ама друго, физички сме тотално неактивни. Значи, немаме никакви физички активности. Поготово, дури сме на работа, ама кој ќе заминиме во пензионерските денови, повеќе удираме на лежарија, така да лежаријата е болест. Исто така болест која што придонесува за дебелење. Ајве, минатите генерации, дали бидејќи сте повозрасен, например, нема ваков драстичен пораст на популација со проблем со дебелината? Па, порано имаја тие што јадеја брза храна, например. Тоа беше претежно во Америка, во таквите држави, значи, јадеја од Макдоналдс, тие сендвичи, тие работи, и ние почнавме исто така да се храниме, така да и кај нас почна да се раѓат такви дебелјуци. Така да не можеме да го регулираме тоа нешто, секој спрема вкусот и апетитот. Тука е цела работа. Така, благодарам многу и вам за учеството и што споделивте со јавноста каде ги гледате вие лично факторите околу појавата на гојазност, особено кај нашата популација денес. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе, понеделнички. Така, ние жените еве некаде пред пролет почнуваме со нашите диети. Па еве каде го гледате факторот во појавата на гојазност кај популацијата, модерниот човек? Јас да ти кажам, вие девојчињата сега почнувате така, иначе ние вака, јас за мене си кажувам сега веќе во овие години, битно ми е да сум здрава, а не сум здрава. Тоа ми е многу битно, затоа што и да си слаб, ама ако не си здрав, ништо не ти вреди, а кажуваат нели дека па ако си дебел не си здрав. Не знам, Тина, никако не можам да разберам. Значи, вика дали знаеме здраво да се храниме? Што подразбирам тоа по здрава исхрана кога ништо не е здраво. Значи, баш вчера помина во Апче
нели те поканив да те частам и кога влегов тоа се толку примамливи колаците направени, дозата, да речеме сето примамливо. И сега тој што си е вака, нели, јас со очи ги јадев, а не пробав ништо, а пошто не смеам. Аз замисли да смеев, сигурно ќе седнете и ќе си изедете едно колаче. Колку се тоа калории, исто така и во брза храна. Исто влегувам да видам што јадат луѓето. Ме интересира онака, сакам да гледам. Гледам таму стварно се примамливи тие сендвичи, ама мајонези кој ќе наставаат, па кетчап, па не знам што сенс, не знам што. Што све не има, па тоа место кој знае што има во местото. И тоа толку е примамливо направено да те привлекува и плюс пред кој знае кога испржени. А еве некогаш дали се прескокнуваа оброци во минатото? Јас да ти кажам, некогаш во некое време, јас ќе ти кажам за мене, ние живеевме под Кирија и немавме да јадеме баш онака доволно. Јас за мене си кажувам, за маж ми, за керка ми имаше, за мене не. Па да видиш колку си бев слабечка, па си пешаче за работа, па си јадев таа графче, нешто леќе ова она, здрава храна. Така да бев тенка, како манекенка, како тебе. А сега... Па јас не сум повеќе како манекенка, но како и да е, благодарам многу и секако благодарам за поканата, но еве ќе кажеме дека се превземаат мерки да бидеме повеќе физички активни. Ова за мене зборувам и затоа вчера денот беше посветен токму на убавото време и рекреацијата надвор. Дали го правите вие тоа, еве да откриеме колку нашата нација е физички активна и колку се трудиете да внимава на здравата исхрана и секако да бидеме што е можно по-фит и по-агилни. Добар ден! Здраво! Здраво, голем поздрав до вас! Благодарам. Еве, вие како се грижите во однос на здравата исхрана, колку сте физички активен? Види, во однос на здрава исхрана воопшто не се грижам. Значи, што ќе ми дојде до уста, бутам у мене. Не само нешто се јаде, што нормално за јадење. А иначе, за сега на овие години, за да имам изговор како да испаднам од куќе да се движам, речеме, ќе најде нешто невеста фали у куќа и вика нема тоа, иди купи. Супер. После чекам нешто друго да ме прати, али не идам у исти период, у еден период само за сите ствари да ги купам, него едно по едно. Така се доаѓам изговор како да излезам од дома, така доволно е, кај мене до продавница е скоро километар далеко. Така да 4-5 пати у денот таа физкултура пуна капа. Ева, ако направиме паралела некогаш, имаше ли поголем ред во оброците и времето? Не, кај мене немало ред у храната. У хранењето немало никад ред. Значи, што ќе дошло до мене, тоа се јадело. Памтам како помлад, пред да се запослам у посериозна фирма, работе по некои приватни фирми, тие ГГ фирми ги вика. Док отидевме на објект, најубаво ми лежеше четврт леп со постна салама или со штаерска. Па сега рачунајте. Ама цел ден денеска на објект. Поздрав, пријатно. Така, благодарам многу. Па еве и од гледачите слушаме дека некогаш многу вкусни, но сепак и висококалорични продукти може да бидат примамливи. Па еве дали сме доволно дисциплинирани како нација во однос на тоа да кажеме не на оно што е нездраво, а да конзумираме повеќе здрави работи. Дали скокот на цените, на порастот на цените на храната направи да се храниме по неквалитетно, односно повеќе јаглено-хидрати. Храна која заситува. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав и до вас. Се слушаме. Да, повелете, еве, како вие се грижите во однос на исхраната? Многу дисциплинирано. Колку сака нека има пред мене, количински, од прилика знам колку ми треба, за да си го, како да речам, шеќерот да нити да го зголемам, нити да ми падни да го намалам. И знам во секое време колку треба малце да каснам, само да си се одржавам за храната, иначе не ме интересира. Луѓево лебари се во Македонија. Леб пикаат колку што можат и колку што не можат. Јас многу јадам луто. Луто ако отров да е, и го јадам луто без гајле. А иначе со лебот многу не се расправам, малце каснувам леб, малце каснувам во оброкот, ќе седнам малце, крисче, лепче, ќе си кастам, било салатиче или мантичка, било што, и прекинувам. Ама ми се јадујше, прекинувам, толку ми е. Еве таа навика од каде сте стекнале? Дали некогаш повеќе во рамки на семејството се внимаваше во однос на здравите оброци?
Апсолутно. Јас ќе кажам, некој вика само што се дебелат, сега ќе зборам за овие, што се дебелат. Вика, од нејадење јади само салати. Сега ќе се изразам лошо. Не е лошо, него пример. Кравана само трева, само салата јади, ама колкава станува. Нема било што да внесуваш во организмот, дел се лепи, дел килажа ствара. Дисциплината, начинот на владење на органот во себе, органите. Така, големо благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме понатаму со вас и ве може да не откриете која е вашата тајна, секако доколку некој од вас, како и гледач од пред малку, успева да биде супер дисциплиниран и да им одоле на искушенијата во форма на нездрави шеќери, масти и така натаму. Но мора да признаеме, токму храната која што е висококалорична, знае да биде и многу вкусна. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Благодарам, Тина. Па еве, може ли да ни откриете кои се вашите навики во однос на исхраната? Па види, сега научив, брзо е, 2-3 години, 2 пати, 3 пати се затру со храна и после ми дојде памет да гледам дати на производите, да купувам храна не од секој маркет, не од секоја месарница. И така и ден денеска се хранам, да не се пријадам. Види се, карактеристично е кај нас храната, например, меса, се носат многу. Ете, свинско месо, читам дека се носи од Финска, од Данска, а ние со количина нашиот пазар задоволува. И нашите сточари баш се бунат за тоа, зашто се носи свинско месо од страна. Исто така сега сум многу противник што се носи риба, например, скуша и ослич. Сега, ова сум сигурен. Се носат стари количини, чак и по 10 години, и за тоа се кај нас ефтини, по 100 денари се скуша ослич, негде тука се. Например, у Грчка се 3-4-5 пати поскапи. Исто и Црна Гора, што имаат море, што го ловат таму ослич. И мислам, и граѓаните ги предупредувам, тие риби да ги не консумираат и у месарница, например, месава да бираат, да гледаат што купуваат. Благодарам многу и вам за јавувањето. Ете, слушате досега гледачите што кажа, продолжуваме со вас. Еве, не е лошо да поканиме некој од помладите генерации кои што мора да признаеме, барем она на што сме сведоци во главната метропола, верувам така и во останатите градови, се развива од друга страна и култот кон физичка активност. Се повеќе имаме оние кои што практикуваат физичка активност надвор, велосипедисти, маратонци, рекреативци, од секако вид, се повеќе и повеќе можности за физичка активност, но од друга страна и се поголем број на гојазна популација. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Па еве малку вон политиката, еве да зборуваме за квалитетот на живење во однос на... Стомакот не разбира политика. Да. Се слушаме? Да, па еве, како вие внимавате? Вака, јас можам да ви кажем вака. Јас сум малце во години, око 65, него јас се хранам дома. Така, домашна. Затоа што најубавото домашно. Поблаго ми е кога мацкам, него со тие кинеските вилушки што се викат. Едно, второ, во град скоро живеем, планинска вода пием. Не пием вода опште ни од градски водовод Скопје, ни од Рачинововиќе Ич, од бунариве. Едино за употреба техничка. За пиење денеска бев 300 литра ги помнив горе во Скопска Црна Гора рамно, кај што има Црна Гора темница. Убаво е и неделно еден пат граф употребувам и то со пушено месо, колено дома, пушено дома, све домашно. Зејтин такви работи не употребувам, кравја маст, се знае кој е, и тоа. И дали сум здрав? 100%.
Ајде, дали помладите генерации од вашата фамилија ги прифаќаат овие убави на ваши навики? И кај мене сега почна по 3-4 манџи, некој не го јаде тоа, некој јаде тоа, него тоа што јадеме сите мора да го јадеме. За тоа што е, тоа е најздраво домашното. Ништо друго. Хамбургери, кумпири дома, манџа се знае како се прави. Ви благодарам за убаво. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Па еве, Охриѓани имаат ли проблем со гојазност со оглед на тоа што се до Критското езеро? Каде нема проблем со гојазност? Сегде има проблем. Сега сме ние нации на дебелушки. Сега вака, ние сите знаеме, значи за добра храна, убава храна. Меѓутоа, условите не го дозволува тоа. Ние, значи, со нашите примања и со апетитот на трговците, кои што и оно што е неквалитетно што го продаваат во дуќаните, значи не можеме да го купиме. Сакале или нече, во дуќаните одиме да купиме што е поевтино, а се знае тоа што е поевтино, значи е понеквалитетно. Друго што е најбитно, во денешни услови ние не јадеме храна, ние јадеме и гума. Сета она храна која што добиваме, значи од дуќаните, фактички таа е вештачка. Као некогаш да се скрши патлижан, да речеме јабучев бардовски, на 10-15 метра ќе го осетиш некој јаде. Сега до него биди не те приметува некој дека јадеш патлижан. Затоа ми се чини дека сакале неќе треба да се вратиме на природното, домашното и значи да искористиме почвата која ја оставиме необработена. Да може и физичкиот напор, шетање, физкултури и така натака. Јас лично ќе кажам, некојаш одев по 10-15 километри, сега одам со патерици, не можам ни 200 метра да одам. Рачунајте колку сум силен, колку сум јак. Благодарам многу и да не останете во добро здравје, секогаш фити, секако и здрави и јаки. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Јас сум од постарата генерација. Така. Се сложувам со претходниот гледач, меѓутоа имам своје мислење. Повелете. Во мое време, кога учев, нити во средно, нити во основно образование, немаше ниту едно дебело дете. Ама баш ниту едно дебело дете. Еве, на што се должи тоа? Зошто сега има појава на зголемена гојност, особено кај децата и младите? Затоа што нашите мајки живееа во многу лоши услови, переа на рака, готвеа надвор на оган, меѓутоа секогаш имавме домашно јадење. Денес нема ефтина храна. Меѓутоа, децата иако дома секојдневно јадат, навечер кога излегуваат обавезно јадат тостови, хамбургери и тоа што влегува во неквалитетна храна. Значи, јас секојдневно готвам и во моето семејство нема дебел човек. Значи, треба да се свртиме кон домашното, а не она што ни се нуди. Јас колку што паметам, недопустливо беше и да се прескокнуваат оброци, значи појадок, ручек заеднички и секако минимална вечер. Да. Не се прескокнува, се јаде редовно, меѓутоа дома тоа што ќе го сготвиме апсолутно не може да биде исто како што е надвор. Со зачини, со зејтин кој што неколку пати се загрева и мислам дека самите ние треба да си обрнеме внимание на нашата исхрана. Големо благодарам за вашето јавување и тоа што баравме гледачката на некој начин даде одговор и направи паралела зошто некогаш всушност популацијата и во земјава, па и во светот генерално не страдаше од гојазност. Добар ден. Дали може да се намали тонот на телевизорот, за да се слушнеме подобро? Да, секако, извинете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до студиото и лично до вас. Многу за тема сте одбрале за денес. Моето мислење лично, нема да взимам примери од други. Дали знаеме здраво да се храниме? Да.
Сите знаеме здраво да се храниме, меѓутоа здравата храна чини денес многу, сите тоа го знаеме. А високите цени нормално дека придонесуваат за тоа. Значи поголем дел од населението во Македонија е со ниски примања, така да не можат да си дозволат поквалитетна и здрава храна. Купуваат ефтино, без разлика шо и да и квалитет и рок, ништо не се гледа. Сега да зборуваме за дебелината. Прво, јас мислам дека е тоа генетика, метаболизам, а на трето место би ја ставила исхраната. Повозрастните луѓе имаат време за себе да си направат и доручек, и ручек, и ужинка. Меѓутоа, младите што трчаат на работа и учениците гледаат нешто на брзинка да каснат, не е важно што, меѓутоа да е поевтино. Еве сега гледаме денес има и секаде готова храна да се купи. И ние не прашуваме од ориз од каде или грабчето од каде, него да купиме нешто денес да го поминеме денот. Така, големо благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Малку ќе се префрлиме и на Facebook, секако она што сакате да го надополните или искажете, ако не успеете секако да се вклучите во рамки на емисијата, тоа можете да го направите и преку коментари и споделување на нашата Facebook страна Црвена линија. Вака изгледа нашата објава, како и секогаш низ фотографија. Поевтини се доматите, вака во сендвич се најадов, а прашањето останува исто како и за оние кои што се вклучувате во живо во Црвена линија. Дали високите цени се причина што јадеме ефтина и неквалитетна храна? Трајче Соколовски го напишал следното: не верувам дека министрите, парламентарците и слични на нив јадат неквалитетна храна, а обичните смрдници се приморани било што да јадат за да преживеат. Туркан Шум напишал: ги гледам сите политичари станале по 200 кила, изгледа од нездрава храна. Кристијан Вангеловски: не, зависи кој како гледа на тоа што е здрава храна. И Лилена Чокревска Алексич едноставно напишала само не одговор на нашето прашање. Па знаеме ли здраво да се храниме? Еве, особено повозрастните генерации ќе ги охрабрам да направат една паралела како дел од гледачите, зашто некогаш гојазноста всушност не беше проблем со кој што се соочува, особено младите и адолесцентите. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Поздрав од Буковиќ, општина Шаре. Ајде, честит ден на дебелите. Да живеат дебелите. Еве, кажете ми колку вие внимавате на својата исхрана и дали прескокнувате обрци? Јас Тина вака, сум на 72 години, на 1 август јапам 72 години. Да сте ми здрави и живи? Имам 92 кила, а 1,70 сум висок. Ама никој не ми дава повеќе од 70 кила. Вака кој ќе стомак неам. На што се должи тоа? Дали вие внимавате што јадете, повеќе се движите? Јас јадам најквалитетна храна што може. Ако нема евентуално, ако морам да земам нешто странско, иначе све јадам наше јадење. Само наше македонско. Што има на вашата софра? Еве, прескокнувате ли обрат? Сабајде доручкувам ја во 6 сат. А, така, хотелски? Имам 10 јадења, преку месецот тие 10 јадења ги менјавам. Кајмак, путер, маргарин понекогаш, кристал сакам. Ора и другиот путер го неќам. Па шумка. Дали вечерате обилно? Еве и тоа да прашам. Ја не вечерам, во 16 часот ми е тоа и ручек и вечера. Никогаш не вечерам за моите 70 години. Ете ја тајната. Велат секогаш дека доручекот треба да биде обемен и во рани утрински часови, што би се рекло по хотелско мени, и доручекот, како велат, целиот да биде за нас.
Веќе ручекот треба да се сподели и секако да не биде ручек во 17 часот, туку некаде од 13 часот до 15 часот, а секако вечерата, како велат, се дава на ѓаволот, односно најдобро е да не се вечера. Ете, тоа го прави гледачот кој што пред малку се јави. Ајде да видиме какви навики, па еве и трикови за да бидеме фит, ќе предложат гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија сте. Браво, ваке. Имам само еден пример, пошто истите гледачи се јавуваат на 2-3 телевизии и од нив, значи, човек е сака да дојде на ред, не може да збори. Еве сега ваше редо. Дали се храните здраво, кажете ми? Да, посебно салами. Месото, кој што е со хемија, пошто сите гледаме канали, YouTube и било што, некои видеоклипчиња, како значи се зголемува волуменот, фактички тој е оптичка перцепција. Значи, умот налажи и гледа колку месо гледа тоа, а уствари, значи, тие се хемијата, се ти баш ретро разграбливи материи, кои што нашиот систем во телото ни го модифицира. Значи, не е ГМО. ГМО сите правиме грешка. Значи, генетски модифицирана храна е хибрид, кој што се мутира, значи, со преглед на тие мутации за зголемување на поеќето. А овие што е, значи, ово е чист, како да ви обяснам, криминал. Со тоа што секое месо, кој што не може да заврши на пазар по Европа, преку Бугарија или преку Албанија, преку Косово, завршува во пазарот во Македонија. Дали ние имаме вистинското прашање? Луѓе, институции кои што ќе го проверат тој квалитет и како доаѓа. Значи, ако не алармираше народот дека патлиџаните се албански одвратени од Хрватска. Кажете ми дали вие вечерате, еве? Не. Значи, дали сметате дека тоа е можеби најдобро да се прави, да се избегнува вечерата? Зависи за секој метаболизам, секој различен. Така. Во ред, големо благодарам за вашето учество во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Ја ве слушам. Да, одлично. Па еве, колку вие успевате да се храните здраво? Па јас секој утре, јас сум млад родител, имам две мали дечиња, Никола и Мила, и секој сабајле правиме смути, односно од јаболка, од аронија и од банана, и тоа ни е доручекот. После тоа иде доручекот, така да јаболките се 25 денари на пазар, маркетите се поскапи, и во случај да му купиш чипс, ќе ти искочи поскап чипсот. А детето што ќе му даеш, тоа ќе јаде. Ако му даеш чипс и ти е најлесно да го отвориш, да му го купиш, и тоа ќе јаде. Нека не се лажат родителите дека прават добро, уствари прават лошо. Зашто? Затоа што детето кога ги ми побари грицки, ја му љупам јабука. А они му дават грицки. Е тоа. И така се стекнуваат навиките. Па така се стегнува, ти кога ќе пробаш јабука, кога ќе ти се отвори во уста јабуката, ќе те освежи, друго е чипс. Да, може и сокче чипче за роден ден, не викам да се забрани тоа, меѓутоа има родители кои што секојдневно го користат тој систем на исхрана, дури не ни готват, има маркетиве наши готова храна од конзерви или од тегли, гравче, тие работи, а гравот го ставаш, сам се вари. Ако немаш време од ноќта мајка ми го вареше и идеше и на работа, па ни правеше ручек. Меѓутоа денешните мајки се малце поразлични. И татковци, и ја готвам као татко. Значи може, ако сакаш на своето дете да му пружиш да се храни добро, може да се, и тогаш и крвната слика ќе му биде различна. А они се лажат, сите родители, дека нема гајле, тоа јади све, а не е точно. Големо благодараме ви што како родител на мали дечиња споделивте како вие всушност ги креирате навиките околу исхраната во вашето семејство. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Благодарам. Како вие успевате, се грижите ли да јадете здраво? Да, јас сега имам 44 години и две деца кои што се во тинеџерски години. Ето, како успевате да се изборите со побарувачката за брза храна? Па, искрено да ви кажам, треба многу време да посветиш во готвење, планирање однапред за состојките, менито во неделата, и треба да се посветиш на тоа, инаку опцијата е секогаш брзата храна, ако се нема време да се купи, да се сготви нешто, што е секогаш полоша опција.
Меѓутоа, морам да кажам дека не често се купува и неквалитетна храна, не само заради парите или заради немањето време, туку и заради лошата информираност на луѓето. Сега јас можеби не сум премногу млада, меѓутоа гледам еден тренд кај помладите генерации дека почнуваат да практикуваат нешто што е навидом здрава исхрана, а всушност имаат нешто што е многу нездраво. Значи, постои тоа е веќе нарушување во исхрана каде што се хранат навидно здраво, тежнеат нели да бројат калории, да се одредени производи се купуваат. Оди во друга екстрема, така? Да, но оди во друга екстремност и не постои доволна информираност за тоа што е стварно здраво, затоа што некои состојки треба да се прочитаат и на амбалажата. Денешната гојазност се должи на самата технологија на производство на храната. Значи има вишок масти, палмини масти, шекери, глутамати, состојки кои што се воспалителни. Физичката активност? Тоа паралелно, да. Тоа обавезно. Големо благодарам и вам што се јавивте и ве споделивте од вашата пракса и она што сте го осознаеле, нели, и она со што се соочувате како родител и сега како потрошувач. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Фала. Па еве. Се јавам од Битола. Во Битола. Битолчани дали еве имаат проблем со гоезност? Тоа зависи од самите себе. Јас да ти кажам за мене, до 2010 година, до 2018 година јадев многу добра храна. Зошто така? Бидејќи сабите си ја произведувавме. Јас иначе имам 3 деца и здраво се храневме, да ти кажам право. Природно се, без вештачка. Зборите во однос на одгледување на зеленчук, овоше е тоа? И зеленчук, овоше, и од живина, од сите работи. Се си чувавме на село. Ако сме во Битола, си одевме секој ден на село, близко село 12 километри од Битола, ќе го кажам Канино, и таму се си работевме, се си произведувавме и јадевме здрава храна и никој од децата не беше ни потежок, ни полесен, сите исти беа. А еве сега успевате ли некако во градска средина да ја одржите таа кондиција, да не дозволите да бидете и гоезни, да се изменат овие навики? Вака сега. Јас сум сега во пензија и да ти кажам право, децата ми се во странство, жената почината, јас сум сам и од дома. 90 секунди е време траењето на секој едно излагање. Големо поздрав до гледачот од Битола и сега му посакуваме да остане фит, да биде во добро здравје и да продолжи да не следи. Одиме понатаму. Добро вечер, можеби веќе. Добар ден. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Ало? Намалете го тонот на телевизорот, целост. Намали го. Ете така, нека го намалат за да се слушнеме веднаш и подобро. Гледачка од Охрид се јавува. Голем поздрав до Охриѓани. Преку вас имавме гледач кој што рече и во Охрид. Јас имам 90 години. Браво. И многу здраво се храниме. Еве како до таква долговечност без гоезност? Мажот ми 96. Браво! Па еве, кои се вашите навики за да... Сега ќе ви кажам. Готвено, секогаш, разновидна храна, вечера не. Вечера не, тоа се потврди. Али добро се храниме на сабајле и ручек од богат, со месо, секој ден мефца. А оние кои што еве не можат да приуштат со новите цени секој ден месо, што ќе им порачате? Да ти кажам, не знам што ќе правим, оти сме учени секој ден и да ги пофалам, вергелиското месо е најсигурно во Македонија. Дали пешачите сте физички активни, дали пливате со оглед на тоа што сте веднаш до Охридското езеро? Па
па веројатно може и тоа прија, али повеќе прија храната, сокови, доручокот, овошни снеголки вечера не јадеме, воќе. Така, значи најважно е да се избегнува вечерата. А вечерата избегнуваме, не вечераме. Многу би е драго што и вие бевте како пар кој што сте пример за долговечност, 90 и 94 години вашиот сопруг, да си дочекате уште толку секако и сега сите заедно време да ги проследиме рекламите, бидејќи дојде и времето за тоа. Ајде сега да ги погледнеме и резултатите како одговорија инстаграмџи на нашата денешна инстаграм стори анкета. Денес ве прашавме дали заради високите цени јадеме ефтина и неквалитетна храна. Со да одговорија 79%, со не одговорија 21%. Големо благодарам, меѓу другото, еве што не само што земавте учество во Црвена линија, туку еве и дадовте идеи, решенија, она што можеше да се заклучи дека можеби е најдобро вечерата да се прескокнува. Но секако висококалорична забава ќе имаме за многу кусо време, така да сите вие кои што бевте дел од Црвена линија, топло ве поканувам да бидете дел од Заврти на Тилма, најгледаниот квиз. Денес доделуваме микропечка, сосема логично тоа е наменито како и секогаш за награди во понеделник и време и да ви прочитам дел од прашањата кои што секако ќе бидат во квизот. Имаме прашање кој ден е светски ден на борба против дебелината. Ке има и вакво прашање. Како на Т се вика гласник, службен објавувач на соопштенија барабанџија. За кој NBA клуб настапуваше легендарниот Лари Бърд? И еве уште едно прашање, која раса на куче е најпрепознатлива по своето бело крзно покриено со црни или црвено кафеавкасти дамки? Точните одговори ќе ги дадете вие, а ние ќе ви врачиме еден куп награди. Главната е микропечка. Се гледаме.